Додека човекот е жив, не знае какви неволји можат да го снајдат. По таквите случаи некои губат волја за живот и се препуштаат на судбината, а други грчевито се спротивставуваат на неволјата, притоа оспособувајќи се дури и со физички недостатоци да постигнат во животот повеќе отколку луѓето без хендикеп. Таков е примерот со човекот на кого му ја посветуваме оваа емисија. Јас сум Мирко Костовски, роден сум во Хрватска, во Истра, 1947 година. До 58 година живеевме во Хрватска, во Риека, во Роч. После тоа дојдовме и се населивме во Брусник, каде што и сега се наоѓаме. Во ова село го минав детството и најубавите тие детски денови со другарите по овие наши ридишта. Одевме, беревме лешници, низ планина, капини боровинки и уште како мал ме привлече дрвото и почнав да работам во дрво. Многу ме интересираше делкањето, стално ножи имав во мене, стално по нешто делкав. Така да тогаш направив фигури, уште негде бев 6-7 одделение кога направив фигури за шах. Само ми жал што ги немам. Што така си не му дадов важност и ги фрлив. Со завршувањето на осмолетка желба ми беше да се запишам во техничко училиште, но пошто не успев да се запишам во техничко училиште, се запишав како ученик во стопанство, а на практична работа оде во шеќерана. Во шеќерана 63 година, во септември месец, погодена несреќа, останав инвалид и тука беше мојот најтежок период, кога мислев дека почнува животот, кај мене веќе се искомплицира, се јави комплекс. Само тоа траеше доста кратко време, после почнав пак активно да се занимавам и со спорт, и со планинарење. Одев редовно и како дете пелистер, кај што се запознав со доста планинари, со постари, помлади планинари, така да кога стапив во брак и ми понудија да работам на пелистер во планинарскиот дом, така да во 70 година, во мај месец, се вработив во планинарскиот дом на Копанки. Пошто овие последните 5 години не сум на работа повеќе, сега сум по трудотехнолошки сум. Една исто многу голема релаксација, одмарање ми е уредување на бавчата,
во која имам за сопствени потреби зеленчук, се што ми треба за моето домаќинство. Имам овоште, имам мал еден овоштарник овде од позади и напред имам овоштарник, имам некое малце грозје. Произведувам сам свој компир, домати, краставици. Имам тука и некои работи кои малце поретко се користат во малце новина се за ова нашето село. Јас можам да речам дека прв донесов во брусник и не се одгледуваше толку грашоко во времето кога јас почнав. Сега одгледувам кејл пупчар, одгледувам блитва, си одгледувам своја. После имам некои други растенија кои се малце екзотични. Еве, посадив и киви, кој успева исто тука во брусник. Пред 2 години посадив јапонско јаболко, чисто онака да имам, да види шаренолика бабката малце да е. И од се по малце да имам така чисто од мерак, сакам све да имам во бавчата. Некој вело дека не е многу голема корис, поарно вели да си оставиш трева, поубава е тревата, но мене ми прави поќе задоволство што ќе си излезам, ќе си скинам домат, краставица, ќе искорнам некој компир, боранија, граб, па се, чисто моје производство, не е прскано воопшто, чисто еколошки, само. Пошто сум претежно тука, в село, а услови имам, ги сакам многу животинките, а неам многу услови за некои поголеми животинки, но еве имам пиленца, имам зајчина, кокошки имам, чисто ради разонода. Со нив се занимавам и врви еден дел од денот и со нив. Тие ми се љубов исто животните, сакам, имам желба на поќе да имам животни, но условите се такви, немам многу услови за одгледување на животни. И така имам едно мало, тука еден мал дел, ќе имам неколку петлина. Овде имам зајчина, мали пиленца, така да со нив се занимавам. Ајде, зајко. Ајде. Ајде, зајко. Ајде. Еве го. Ајде. 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 Ела ти, ела, биди мирен, мирен. Ајде, мирен биди. Биди мирен. Тоа ми се многу голема љубов, занимација, си ги сакам. Со нив се занимавам исто преку денот. Порано ги имав пуштено овде во дворот, ама многу ми праја зија, многу гризат, овошките ми ги изгризаја, така да сега ги затворив и ги чувам во кафези. Ево, ајде, ајде, ајде. Аве се малецки, аве се 4-5 дена. Ги зедов како еднодневни пиленца. И така исто имам 10 колку за
за занимација. Тоа е исто едно хоби, една занимација. Почнав да ја градам ова куќа. Таа беше првобитно беше како една брвнара цела, беше од дрво. Имав потреба на обработка доста на дрво и во почетокот за секое парче кое го ми требаше за куќата одев Битола на дограмаџија и ги молев нив, им кажува што желба имам, што да ми направат. Така да губев доста време и финансиски, мајсторите како мајстори земаја многу пари, така да се решив да си земам едно мало машинче, тогаш беше доста ефтино, го даваја без данок, пошто беше како земјоделска алатка и почнав од првин по некоја штица да припремам, да правам по некоја штица да околу неја и така да со време почнав да правам врати, пенџери, намештај внатре во куќарето. Се е правено на ова машина, дури и покрај за своји потреби што работев. Едно време еден пријател дојде кај мене тука, виде што правам јас, тој имаше една донација во Брајчино, кај што се реновираше манастирот Света Петка, конаците, и ме замоли да за конаците ги направам чардаците. Тоа беше доста обемна работа. Може да се види овде. Чардаците се долги 40 метра. Ова се негде влегува околу 400 парчина елементи во ова. Башка, стубој, ракохвати, носачи, тоа е све правено на ова машина, овие сите овие елементи, се е правено на ова машина. Тука е се во дворот кај мене правено, само после ги однесов таму во Брајчино и се монтирани на лице место. Тоа е еден кадар, овде се на Г, како што е конаците во Света Петка во Брајчино. Ова истиот дел, само од друг агол снимен. Ова е таа работа кој јас ја направив. После тоа имав и уште побарувачки за да правам во Брајчино на неколку куќи, но пошто бев на работа, Пелистар немав време, не можев да постигнам и ме откажав, така да нешто вакво сега пак направив во Нижополе, кај еден мој пријател. Исто вака само шарата е друга, исто вака чардаците се направени, така да дојде многу убаво се вклопи во амбиентот, посто е куќата цела дрвена. Покрај тоа, ова е првобитниот дел, како изгледаше ова куќа кога беше цела од дрво. Таа е првата која правев. Внатрешниот дел остана ист, само однадворе растурив, пошто дрвото има век на траење, внатре беше со изолација, која по време ги губи своите својства, почна во лето да биде жешко внатре во куќата, во зима ладно, така да сега пред неколку години ја растурив цела и наново цела ја созидав сам. Исто како што видовте таму, тие цела е одменет зидана, се е со фуги праена, се ова исто еден дел снимана, исто како изгледаше. Ова е првобитниот изглед.
После се додавани горниот чардак, влезот овде е додаван. Тоа се ова сега е ова лето праено, нешто е лани праено, така да ја проширвам, ја дотервам малце. И ова се што е, што гледате, све дрвено што е, ми дрво и камен, се што е, се сам ги правев. Ова што е дрвенаријата, дограма, тоа е се праено на ова примитивна машина, не е нешто некој како што се овие професионални машини. Ова е хоби машина за така за мали работи, но јас ја користам за мои потреби, за се што ми треба тука. Еве имам сега уште нешто, имам материјал тука, така да имам во план оде и што е местото кај што е за одмор, кај што ми е клупата, масата, да направам со убави клупи, да не е онака како што е онде. Така да овој цел материјал ќе се искористи, ќе се тргне, ќе се исчисти од тука.
запознав доста уште нови планинари, така да почнавме да одиме по планини покрај овие околу Битола. Почнавме прво низ Македонија, па Словенија, Грција, Бугарија. Така до 80-та година бевме најактивни 80-82 со другарите, со Димитар Илиевски, со Благојче Лазаров, со Ѓорѓи Костовски. Имавме поголеми желби, тргнавме на Матерхон прво. Таму првата година не фати невреме, така да не успеавме да го освоиме Матерхон, па еден доста тежок планински врв, 4500 метра висок, самата стена 1200 метра висока. Така да решивме следната година пак да одиме. Следната година пак отидовме и за наша среќа ни се погоди времето, го освоивме. После тоа бевме на Монблан, на Монте Роса, така да поминавме еден убав дел од планините во Европа со другарување. Тоа беше еден период кога бев најактивен во планинарството од 70 до 80 и некој, после си продолжив и пак, само помалку активен. Во исто време бев и член на Сдруженијето на телесни инвалиди, кај што такмичев за екипата на Битола, дури бев член на репрезентација на Македонија во атлетика, а најдобри успеси имав во стрелаштво, каде бев години првак на Македонија. Трет во Југославија во таа време, и тоа со многу скромни подготовки, немаше со многу скромни услови, немаше услови за подготовки како што среќававме од другите југословенски простори, кога ќе дојдевме, кога ќе се сретневме на маса, кога разговаравме какви се тренинзите, ние бевме толку мизерни, што јас одев со 100 метци на такмичења, тие веле се фале дека по 2000, по 3000 метци трошат пред такмичење, но сепак со такви скромни услови, сепак постигнував доста добри резултати. Тоа беше исто еден период до негде 90-та, кога влегов малце во по одминати години, така да не ќе да го земам местото на колегите, на помладите во Сдруженијето, така им препуштив нив. Ете сега имаме во Сдруженијето доста добри такмичари, добри стрелци, што се врвни. Оливера Наковска дојде до еден многу убав резултат и други покрај неа. Во Битола живеем во стан на улица Васко Карангелевски, каде сум доста присутен и како на село, така и в град. Повеќето зимскиот период го минувам дома, иначе летниот период сум претежно во Брусник и шетам по планини, по други излетнички места, Пелистер одам. Во својот дом овде исто имам во шупата имам едно работилниче прилагодено, кај што зимата резбам, дома по нешто цртам, прам скици за резбите, планови. Сум присутен исто така низ градот, со пријатели, се посетуваме, одиме, шетаме, излегуваме. Така да мој ден врви со доста активности.
Стално сум презакупиран со по некоја активност. После несреќата 63-та година, така отпорен бев малце потиштен, алати немав никакви, имав едно мало штрек-цигерче, го наточив и ова е праена со цела обработена, цела со само со штраф-цигер. Ова представена срничка во шума и доста ми е, пошто има веќе негде 45 години, ја чувам и ми е доста драга. После тоа, негде пред 70 година, ги направив овие двете слики. Прво го направив Свети Наум, исто со истата алатка и музеот на робеви во Охрид. Потоа се вработив во Копанки и престанав едно време да работам. После тоа следува ова рамка овде. Сопругата моја тогаш беа во мода гоблените, везеше гоблен и јас со истата алатка, со истото тоа штрефцигерче му направив ова рамка за сликата. Откако се формира Сдруженијата на копаничари, се запознавме со техниката на копаничање и отидов во Бугарија, купив алати, пошто кај нас ги немаше, и почнав малце по-активно да работам и по-комплицирани, и по-убави дела да правам. Тоа почнав прво од икони, правев некои вадев од книги, делој од иконостаси и после тоа имав една обична маса и се решив да направам нешто уникатно што ќе окраси мојот дом. Направив една доста комплицирана маса, цела е во резба, нема ни еден сантим на неа неизрезбарен. Ногарите, страниците, долната, горната плоча, поготоа се интересни тие две плочи кои се скрозирани. Тоа е резбра скрозирана, работена и од озгора, од оздола. Од оздола има имитација на нашите кепенде, овие ковани прозорци, пенџери ковани со железа, со тие вртени. И околу нив се преплетува трендафилитови. Така, тоа ми дојде една идеја и ја направив. Ова е мотив од иконостас, кој е меѓу потешките резби. Ова е скрозирана резба, каде што се прозира од неа. Ливчината се цветовите, овде има една рајска птица со клюја во клунот. Тоа е мотивот иконостас, кој така ме предизвика да го направам и него, за да видам до каде сум со своите способности за ова да го направам, и мислам дека дојде доста успешно.
Едно од исто омилените дела ми е Тајната вечера. Таа изобилува со доста ликови, тешка е за работа. Ова дело јас го работев 1 година. Не е нон-стоп, да. Кој ќе дојдев од работа, слободното време цело го вложив во неа. Е доста, мислам, самите гледачи ќе видат дека е доста квалитетно изработена. Ликовите се исто, сите, секој лик си кажува свое, не наликуваат сите еден на друг, него чисто ја доловуваат таа тајна вечера. Откако ја направив ова, во вест излезе на репортажа за моите работи, за моите резби. И имав една порачка, една иста ваква, тајна вечера, која ја дадов за Америка. Ова е исто едно мое дело, работено е во бакар, што јас не практикувам да работам во бакар, но посветена е на еден успех наш со Димитар Илиевски и уште 2 членови на планинарското друштво, повраќањето од Матерхорн, пошто бевме 2 пати на Матерхорн. Првиот пат стигнавме до овој дел негде до 4000 метри, иначе врвот е 4500 метри, само оваа стената е 1200 метри. Искачувањето беше доста напорно и ризично. И кога се вратив од Матерхорн, добив идеја да направам една слика која ќе му е посветена на мојот другар и тој во ствари ми е и кум на мојата ќерка, пошто многу се дружевме откако влегов јас на работа во Копанки, се запознавме горе, тој идеше како уште ученик, 8 негде оделение беше. И така да одма се зближивме, почнавме да одиме по планини, прво низ Македонија, па Бугарија, па на Олимп. И после се роди идејата 80-та година да одиме на Матерхорн. Тоа беше една доста за нас непозната планина, тешка, ризична, пошто се сретнавме тука со алпинизмот, правиот. И кога стигнавме таму не знаевме во ствари шо не чека. Во домот домарите ни рекоа да не одиме, пошто се спрема невреме, но ние тврдоглави, неискусни, тргнавме и не фати невреме на 4000 метра. Среќа што го најдовме тој бивакот, Солвеј, и таму преноќивме, останавме 3 дена во бивакот и после живи здрави се вративме, така да решивме после следната година да одиме пак и ојдовме следната година, го освоивме и со истото, во истата таа тура што ја направивме, бевме на Монблан, на највисокиот врв во Европа, на 4800 метра, и на Монте Роса, и тоа е 4700 метра, така да го заокруживме тој дел, тие сите врвови на Алпите што се малце повисоки, бидејќи пред тоа сме биле на Словенечките Алпи. И ова слика остана како еден драг спомен од тоа искачување по тие планини, низ тие Веспаќи, низ тие Карпи, кај што понекогаш и животите ни беа во опасност изложени. Ете веќе, како што знаете, Диме после тоа продолжи, го освои Еверест, но се случи што се случи, остан таму и тоа е.
Емисијава носи наслов ТВ Галерија. Почитувани, имајте малку трпение и заедно со нас минете некоја минута со делата створени од Мирко Костовски во последниве 5-6 години. Делата говорат за неговата неизберна љубов кон копаничарството, а и самиот Мирко вели дека сака се, природата, планините и градините, пчелите, зајаците и птиците, но и малиот циркулар кој за него значи живот. Сепак, најголема е љубовта кон уметноста. Приказната за Мирко ја снимавме 2 дена, во Брусник и во Битола. 2 дена се дружевме со него и со неговите дела. 2 дена меѓутоа беа малку овој човек со железна волја и железна рака да се представи во вистинското свет. Можеби во друга прилика ќе кажеме тоа што не стигнавме во оваа емисија.